Има ли верникот искушенија? Да, има. Сатаната ги искушува Божите верни деца на сите можни начини и може, доколку не сме будни, да го направи христијанскиот живот потполно бескорисен и неделотворен. Тоа е во состојба да ви го представи овој свет во добра амбалажа, привлечен за вашите очи, а и за вашите желби. Па така измамени, да заборавите на Бог и на она што сте го ветеле пред Него во чинот на крштавањето. А во други случаеви, тој може да им го представи христијанскиот живот дека е со секакви опасности, со секакви губитуци во општеството. Мнозина се измамуваат на тоа, затоа што успеал секуларниот живот да им го представи дека е позабавен и поинтересен за разлика од она што им го нуди самото христијанство. Но, за да не паднеме во неговата стапица, ќе дадам неколку упатства и добри совети за сите христијани. Како прво, заштитата што ја нуди овој свет, во суштина не го заштитува христијанинот од зло и не може да ги зачува Божите деца од опасностите на гревот или да им направи добро во однос на душата. Дури и голема сума пари не може да ги излечи луѓето од потешка болест. Колку и да имаш, колку и да си моќен, тоа не може да ја усреќи твојата душа. Сила, слава, пари не може да ти помогнат во време на духовна потреба. Кога веќе си открил дека е така, зошто да дозволиш овие нешта да те држат во робство и да си подалек од Бог? Треба да сме свесни за следново. Се што постои во овој свет само по себе е празно и безвредно. Ништо не може да ја исполни душата. Во книгата на проповедникот или Еклесијаст е запишано: каква е ползата на човекот од сиот негов труд во кој се труди под сонцето? Одговорот на ова прашање тој го дава во целата негова книга и вели дека ништо не може да ја задоволи вечната душа со она што е привремено и пропадливо. А тоа е така затоа што душата е вечна, а телото привремено. Се што е во овој свет е несигурно. Не можат предметите што не обкружуваат да го направат човекот среќен. Душата има потреба од Бог. Павле ги советува богатите да не се надеваат на богатството. И вели: тие што имаат богатство на овој свет, заповеда им да не се гордеат, ниту пак да се надеваат во него, туку во Бог, кој на сите им дава се што е потребно. Ако се надеваме на богатство, тоа лесно може да го загубиме со смрт или на друг начин. Тоа нема можност да му го спаси животот од вечна смрт на оној кој го поседува. Се што е привлечно на овој свет, иеко не изгледа дека е опасно, сепак може да биде штетно за нашата душа, затоа што сме наклонети лесно да грешиме кога имаме изобилен, богат живот. Например, израелците на почетокот, кога излегоа од египетската земја, се радуваа за својата слобода. Но кога се нахранија и кога Бог им даде доволно се за уживање, тие го отфрлија и се побунија против него. Тоа е таа опасност кога ќе бидеш во се задоволен од овој свет и кога како грешник ќе почнеш да се одвраќаш од Бог. Тоа не мора да биде класично бегство, туку занемарување, отфрлање на Божите вредности во замена за се што е грешно во овој свет. Библијата учи дека верните Божи деца треба да ги држат вечните вредности и да се стремат кон нив со цела душа, со цело срце, со сета сила. Луѓето во Стариот Завет копнеа со вера во Бог за вечната и подобра татковина, небото.
Тие ја посакуваа небесната земја и не се надеваа на атрактивност и на она што можат да го постигнат во овој свет. На ист начин, такви треба да бидат и денешните христијани, доколку сакат да му угодат на Бог, кој ги љуби. Тогаш ќе имаат радост, мир и ќе ја очекуваат својата небесна круна на праведноста. Вистинската среќа не се наоѓа во овој свет. Таа зависи само од Бог и од ништо друго. Да го познаваш Бог е најдобрата привилегија што ја имаш во овој живот. Таа привилегија не е заменлива со ништо. Да бидеш среќен на оваа земја е најдрагоцениот подарок од Бог. Иако живееме во долината на солзите, пак можеме да уживаме во среќа со Бог преку Духот. Среќата на верните Божи деца е од духовна природа, бидејќи Бог им даде вечен живот и им ги прости сите гревови. Човечката душа и секој човек е многу повреден од вредностите на овој свет. Кога Божите деца ги сакаат повеќе предметите во овој свет, тоа значи дека не се вреднуваат доволно самите себе, зашто имаат душа. Човекот е создаден за многу повредни корисни работи, а не за она што е милливо. Секој човек е создаден да има комуникација со Бог, да го запознае таков каков што е, како негов татко, да се радуваат со него и да ја очекуваат вечноста, блажената надеж. Затоа Божите деца не треба да потпаѓаат на искушението, дека земната среќа е поважна. Сатаната, непријателот наш, сака да ги исплаши Божите деца, дека ако му се предадат целосно на Бог, ќе имаат неволи и постојано ќе бидат искушувани и несрекни. Таа негова тактика е со цел да ја уплаши нивната совест дека служењето на Бог е ризик за тебе. Не паѓај на тоа искушение. Какво и да е искушението, треба да се има предвид дека ништо не може да му наштети на верникот кога е во Божја близина, кога гревот му е простен и се радува во силата на Светиот Дух, имајќи мирна совест. Затоа да внимаваме повеќе на она што го чувме, за да не отпловиме во погрешен правец, пишува апостол Павле, зашто ако зборот изговорен преку ангелите се покажа цврст, и ако секој престап и секоја непослушност прими праведна отплата, како ќе избегаме ние, ако занемариме толкаво големо спасение, кое почна со Господовото проповедање, а кое е потврдено на нас од оние кои го чуле, откако Бог го посведочи со знаци, со чуда, со разни сили и со раздавање на Светиот Дух според својата волја. Мора да се нагласи следново. Искушението само по себе не е грев, но може да вовлече во грев ако се попушти. Например, рибарот употребува црв како мамец за фаќање риба. На ист начин и ѓаволот употребува некој привлечен мамец од овој свет, за да те наведе да сгрешиш против Бог. Кога ѓаволот го искушуваше Христос, тој му ги понуди сите царства на светот како мамец, а потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава и му рече: сето тоа ќе ти го дадам тебе, ако паднеш ничкум и ми се поклониш. Друг пример. Една слугинка на многу ефикасен начин го искуша Петар да се откаже од својот Господ. А Петар седеше надвор во дворот и ете дојде една слугинка кај него и му рече: и ти беше со Галилеецот Исус. А тој се одрече пред сите и рече: не знам за што зборуваш. Значи, светот и се што постои во него, вклучувајќи ги и сопствените страсти и желби, се постојан извор на искушение за тебе и за мене. Но, ниту еден кога е во искушение да не каже Бог ме искушува. Бог не се искушува од зло, тој никого не искушува. Туку,
секого го искушува неговата собствена страст, која го влече и го мами. Потоа страста зачнува и раѓа грев, а кога гревот ќе се развие и изврши, раѓа смрт. Но радосно е тоа што апостол Павле рече: но во се ова победуваме надмокно преку оној кој не возлюби. Божи благослов, почитувани слушатели. Амин.